Значи, повод за оваа пресконференција е лагата што минатата недела АД Елем ја пласираше во јавноста преку своето соопштение. Во соопштението на Елем пишува дека дотокот на вода во Охридското езеро во јануари 2010 година е повеќе од 2 пати поголем од просечниот доток за месец јануари во периодот 2002 до 2009 година. Ова е лага. Вистината е дека дотокот на вода во јануари 2010 година не е поголем за повеќе од 2 пати, значи не е поголем за повеќе од 100%, туку е поголем точно за 40% од просечниот доток во периодот 2002 до 2009 година. Но тоа не е пресудно. Наместо да ги лаже, директорот на Елем треба да им каже на граѓаните следново. Како тоа дотокот на вода во Охридското езеро во јануари 2003 година бил за 34% поголем од дотокот во јануари 2010 година, а поплави сепак немало. Како тоа дотокот во март 2004 година бил за 22% поголем од дотокот во јануари 2010 година, а поплави сепак немало. Како тоа дотокот во март 2005 година бил за цели 53% поголем од дотокот на вода во јануари 2010 година, а поплави сепак немало. Како тоа дотокот во април 2005 година бил за 10% поголем од дотокот во јануари 2010 година, а поплави повторно немало. Како тоа дотокот во март 2006 година бил за цели 36% поголем од дотокот во јануари 2010 година, а поплави повторно немало. Како тоа дотокот во април 2006 година бил за цели 45% поголем од дотокот во јануари 2010 година, поплави немало. Како тоа СДСМ знал да се справи со доток на вода кој во сите овие 7-8 месеци бил поголем од дотокот на вода во јануари 2010 година, а поплави сепак немало. И конечно, како тоа и во декември 2009 година, дотокот на вода во езерото бил за 10% поголем од дотокот на вода во јануари 2010 година, а поплави сепак немало. Ако Чинговски не го знае одговорот на овие прашања, ние лесно ќе му го кажеме. Одговорот е многу едноставен. Иако дотоците во сите овие 7-8 месеци биле поголеми од дотоците во јануари 2010 година, поплави е немало затоа што езерото било доволно празно и можело да ги прими дотоците на вода во него. Зошто било доволно празно езерото? Затоа што ХЕС Глобочица работела со потребниот капацитет. На тој начин Елем го празни езерото. Во декември 2009 година да работела ХЕС Глобочица само со 80% од својот максимален капацитет, наместо со 50% како што работела, денеска ќе немавме никакви проблеми, затоа што нивото на Охридското езеро ќе беше 30 сантими пониско. Елем касно почна да го празни езерото и тоа е причина за поплавите во Охрид и Струга. Пак ќе повториме. Крајно време е директорот на Елем Чинговски да биде сменет за своето катастрофално лошо работење. Премиере Груевски, ова ви го кажуваме за доброто на граѓаните на Република Македонија. Оној што работи катастрофално мора да биде сменет. Аце Петревски се врати во Охрид, дали сега Чинговски ќе си замине? Ако гледавме чисто политички, тогаш ќе ви речевме не го менувајте Чинговски. Така и вашиот рейтинг, премиере Груевски, ќе продолжи секој ден се повеќе и повеќе да се намалува.